мало, доаѓа веднаш. Работата, да, е прилично сериозна. Значи секојдневно се изложуваме на ризици, во буквална смисла животот ни е во ризик. Нас некој дома после секоја интервенција не чека да се вратиме. Наш секојдневен живот е исто како на сите останати, доколку имаме интервенција, нас не повикуваат од работното место, доваѓаме во територијалната противпожарна единица, се облекуваме во противпожарни униформи, излегуваме на терен. И јас и како останатите членови на доброволното преспорежно државо и членови на интервентната единица си имаме свој приватен живот. Значи, исто така, ние 90% од членовите сме исто така вработени во приватниот и во државниот сектор. Тоа се пред се доброволци кои ја сакаат да работат оваа работа и тоа е многу битно. Тоа сакам да го напоменам дека без разлика на обврските, без разлика на семејството, оваа работа може само да ја работи некој што стварно ја сака, со помислата на крајот на денот дека помогнал некому, дека спасил нешто. Мислам дека тоа ни е заедничко на сите, тоа ни е целиот двигател кој не турка напред да помогнеме, да не ескалира пожарот, да не биде загрозен некој објект или човечки живот. Лично моето мало беше зафатено од тој катастрофален пожар кој се закануваше на градот, односно на првите куќи од градот, периферијата од градот да бидат зафатени од огнената стихија. И утрото после големиот пожар на 2 август, понесен од целата еуфорија која се уште ме држеше, пробав да направам на ретроспектива на сето тоа, од каде појде пожарот, во кој правец се движеше, со која динамика се движеше. И мој заклучок беше дека тоа беа надприродни фактори во кои човечкиот фактор во тој момент беше немоќен и сакав да размислам што можеме да направиме, односно да ја промениме целата таа слика. Со оглед на тоа дека во целата држава има дефицит на професионални пожарникари, решението, она што ми беше догледно, беше формирање на едно вакво доброволно противпожарно друштво со собирање на повеќе доброволци да можеме да ја помагаме територијалната единица на Кочани. Ние сме 4 женски во доброволното друштво и како што знам, на истокот сме единствените женски доброволни пожарникарки. Потикот за да се зачленам во ДПД е големиот пожар што го зафати Кочани на 2 август 2021 година, каде самоиницијативно излегувме да гасиме. Тогаш мојот сопруг само што си дојде од Турција, беше да го искачи на високиот врв Арарат и само што дојде, го остави ранецот, се присоблече и одма излегувме на терен да го гасиме пожарот. Со самото вдишување на чад се нарушуваат нашите белодробни крила. Меѓутоа, јас би рекол дека досега имаме над 60 интервенции. Ние досега немаме ниту една, да речем, ризична или некоја животозагрозувачка ситуација на било кој наш член. Тоа нема да ми даде за право да кажам дека ние сме професионалци. Може би имаме некои теории напишени, меѓутоа праксата на терен не е баш иста. Значи, тука мораме да го земеме предвид секојаш правецот на ветрот, тој го одредува правецот на оганот. И меѓутоа, ќе кажам дека наредбите од командирот на нашата единица секојаш да се ставаме во прва улога ние да бидеме заштитени, потоа колегата до нас, а она што веќе гори, што ќе мора да догори и да биде изгасено.
најпрво мора да мислиме за самите себе, затоа што пред се и нас некој дома после секоја интервенција не чека да се вратиме. Така да сега за сега е се во ред, се слушат наредбите, се слушат командите од претпоставените и од територијалната единица. Значи, од самото формирање друштвото мораше да најде решение за своето функционирање. Средствата беа неопходни и дојдовме до идеја, односно бевме приморани да пробаме да издействуваме донации од бизнис секторот на град Кочани најпрво. И за наша среќа можам да кажем дека позитивно се одзваа неколку компании кои најпрво ни доделија униформа, која беше неопходна за интервенции, потоа исто така и донација за обувки и речиси после месец дена од формирањето друштвото беше комплетно опремено да интервенира. Тоа беше за нас едно големо изненадување. Реално не очекувавме дека толку брзо ќе ги решиме тие. Тоа се сериозни работи кои првично треба да ги имаме за да можеме да ја работиме оваа работа која е прилично сериозна и има определени, да речем, рамки и критериуми како треба ние да излегуваме на терен, како треба да работиме. Камионот ни доаѓа од ДВД Тужно, тоа е мало село близу Вараждин. Тој е прилично стар на години, меѓутоа се гледа дека е одлично сочуван и пред се е функционален. Значи, буквално се што имаме на камионот е функционално. Ние сега го користиме како прво наводно возило наше и во иднина имаме планови да нашиот возен парк биде зголемен со 3 возила. Кога ми дојде идејата за формирање на друштвото, мислев дека нашето друштво ќе биде прво. Затоа што никогаш ниту на вести, ниту сум чул, ниту сум видел дека уопште некаде доброволци интервенираат, но во првата прилика кога требаше да ги спремам документите, најдов на нашите добри пријатели од Свети Николе, ДПД Свети Николе, и тие се едно од најстарите друштва и можеби моментално најспремните. Секако дека постојат и други друштва во државата, следејќи го и нашиот пример, во регионот се формира уште нови 3. Нашите деца тие веќе се пола спремни пожарникари. Тие често доаѓаат тука, се дружат со нас и ние тоа го правиме со умисла. Секако дека не е некоја случајност. Конкретно можам да издвојам неколку дечиња што веќе е створена таа пасија, се купуваат одела пожарникарски, ностоп се прелистуваат видеота од нашата вежба, од нашиот прв роден ден. Тоа за нив е еден голем доживеј. Наметнуваме едно ново темпо, нова култура и мислам дека голем дел од нашите деца ќе продолжат да по нашите стапки ќе бидат наши наследници.